Актуелните градоначалници и членовите на советите на општините од вторник и официјално ќе останат без своите мандати. Истекувањето на продолжениот рок на нивните функции што траеше до 15 мај, значи дека тие треба да ги ослободат фотелите. На првиот работен ден од оваа недела, иако беа присутни во своите кабинети, тие веќе не потпишуваа никакви документи, а работењето на општините го координираа раководителите на секторите. Според законските прописи, веќе од 16 мај, градоначалниците треба да бидат одјавени, односно да се вратат на поранешните работни места или да се пријават во Агенцијата за вработување. Сепак, на состанок во ЗЕЛС, на кој се разгледувала сегашната состојба, било утврдено дека е потребно Државната изборна комисија да им издаде решение за престанок на функцијата, со што понатаму тие ќе можат да ги остварат правата за вработување. Досегашните градоначалници се свесни за состојбата во која се наоѓаат, па очекуваат парламентот да најде законско решение. Веројатно или со продолжување на мандатот на градоначалниците и советниците, или со назначување на некои лица на некој друг начин да се најде законска форма, која што ќе овозможи да граѓаните ги вршат, на граѓаните им се вршат услугите кои што ги дава општината, односно локалната самоуправа. Треба да, собранието да изнајде решение, да предложи законско решение, преодно законско решение до моментот на новите локални избори. Според експертите за локална самоуправа, се работи за различна ситуација од онаа кога станува збор за состав на влада, односно кога старата влада функционира технички се до изборот на нова. По завршувањето на мандатот на градоначалниците им престануваат сите обврски и овластувања, па секоја нивна одлука од 16 мај натаму не може да произведе правно дејство. За блокадата на работата на општините веќе предупредија првите луѓе на локалните самоуправи. Околу ново настаната ситуација со која ни престануваат мандатите со 15 мај, навистина можам да кажам дека ќе се соочиме со огромен број на проблеми, поготово јас за мојата општина можам да кажам дека во моментот реализираме неколку проекти и во наредниот период навистина ќе биде неопходно потпишување на ситуации за со цел да се исплати на изведувачите. Па од тука ценам дека тоа нема да можам да го правам, а со тоа ќе дојде до застој на истите проекти, а тоа се проекти на кои што ќе мора да бидат завршени бидејќи е отпочнат процесот на работа. За да се продолжи мандатот на градоначалниците, неопходно е да се измени изборниот законник, односно да се назначи датум кога ќе се одржат локалните избори. Таква ситуација имаше и во 2008 година, кога важноста на функциите на градоначалниците им беше продолжена за 6 месеци. Одлука за законските измени сега треба да донесе парламентот со така наречено просто мнозинство.